Добро утро и од мене. Време е да го започнеме најновото издание на магазин. Верувам дека сте заедно со нас. Само режијата да ја поздравам и да замолам ако може да ме исклучите. Не за друго, за да си го слушам повеќе гостинот тука. Како и да е, верувам дека ова сончево утро на сите некако не израдува, не е баш толку многу типично за овој период, но и тоа како убаво ни доаѓа. Денеска во магазин се радувам што ќе зборуваме за уметноста, ќе зборуваме за сите оние дела и целото творештво на еден мултимедијален, би рекол, и визуелен уметник, Страхил Петровски, кој што буквално од дете може да кажеме дека е со уметноста. Ќе слушнете зошто и како, а меѓу останатото и она што последно реализира е изложбата во Њујорк, по втор пат овај пат, и верувам дека успеа добро да ги срочи импресиите, така што денеска ќе помуабетиме околу тоа, но и се останато на назад во неговата уметничка, па и лична приказна, би кажа. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро и добар ден, благодарам на поканата. Како си, добар ли си? Па се навикнувам. Ова ти е нов амбиент. Нов амбиент, дефинитивно се адаптирам се уште и се аклиматизирам, така да. Така е. Не споменав дека ти меѓу другото предаваш и фотографија на Европскиот универзитет. На факултетот за арт и дизајн при Европски универзитет Скопје. Така е. Тоа значи дека ти предаваш, но и испрашуваш студенти, овој пат јас ќе да испрашувам тебе. Нема проблем. Тука сме. Што е полесно, да прашуваш или да поставуваш прашање или да одговараш? Немам проблем. Нема проблем. И со едното и со другото. Така. Да. Можем. Одлично. Благодарам. Јас би почел прво со името. Добро. Страхил. Тоа е прво такво име кое што јас го слушам. Има некоја интересна приказна вака историја, како ти го дали името? Да, има семена историја. Значи, мојот дедо, па потекло сум од Куманово, инаку, морам да кажам. Мојот дедо, он се викал Страшко. Аха. Он бил еден од најпознатите кројачи, да кажам, во град Куманово. И сите го знаеле, мислам, сите дали кај него, нели, во тоа време, во тој период. Нели да... Занаетчија. Занаетчија. Се сеќаваш ти тој период или не го фати? Не. Тоа беше многу да. Не се сеќавам, нити сум го фатил тој период, така да... Само знам дека моите, од нивните, нели, раскажувања, ако можем така приказни, дека кога јас сум се родил, мојот кум, значи немало како во денешно време што нели кума дава по 5 имиња, па имаме избор да избереме, преговори и така натака. Не, едно име било во оптек, да кажем. Само да не биде Страшко, туку Страхил. Иначе тоа е старо македонско име. Не знаев. Да. Има некој значење, можеби? Па не знам, ако Страхил. Мислам стравопочитување. Кој како ќе си го протолкува. Така си, како и да е интересно. Стварно, јас лично барем не сум сретнал до сега тоа име. Не знам ти дали познаваш некој друг Страхил? Има, да. Се има варијации на тема. Така. Страхил, Страшко, Страшо. Не, добро, Страшо има дама. Страхил како Страхил е малку по-специфично. Тоа значи дека некако ти предодредиле дека ти ќе се занимаваш со уметност, ќе бидеш поразличен од останатите? Па не знам, веројатно, ја инаку потекнувам од уметничко семејство, морам да кажам. Татко ми исто така академски сликар, мислам почината. Инаку професор на факултетот за ликовни уметности во Скопје, професор Момчил Петровски Моцо, морам да го спомнам. И сум растен практично во таков дом. Во тој круг, така е. Така да цел живот некако, уште од најраната возраст ме следи уметноста. Како е да се расте во едно такво семејство, каде што, да речам, и факултетски образовани уметници има? Како се функционира? Има ли онаа слобода секој да може да се изрази како што сака? Апсолутно. Секој да има разбирање за се на секого? Апсолутно. Доколку не би било така, веројатно не би се запишал и не би бил тоа јас и не би се запишал на факултетот за ликовни уметности во Скопје на одсек сликарство.
Сум имал слобода, мислам дефинитивно, иако татко ми, морам да кажам дека се противеше да се запишам на факултетот за ликовни уметности во Скопје. Зошто ти кажа ли зошто? Па затоа што е практично трлив патот. Трлив е патот до, ајде условно да кажам, до успехот, ако веќе мора да спомнеме. Така. Треба многу работа, треба многу откажувања, многу посветеност. Така што, веројатно и ради него. Од причина, нели, да морам да се покажам, да не едноставно Да не забушаваш. Па да не забушаваме, народски кажано, да не забушаваме. Се погодивте, тој беше уште на факултет кога ти студираше? Да, апсолутно. Јас се запишав 92 година на факултетот, завршив 97 за да 2001 магистрирам. Така да он се уште беше на факултетот како редовен професор. Да, апсолутно. Да. Вечерен акт, сликарски техники, и технологија. Беше ли строг со тебе како професор? Апсолутно. Беше ли различен на дома и на факултет, да речеме, имаше она граница помеѓу професор и родител? Имаше дефинитивно. Мислам, немаше потреба од приватности на факултетот. Дома беше друга приказна, мислам, дефинитивно. Меѓутоа, ако, вака некако пластично да приближам на гледачите, ако мораше останатите студенти да работат по, да речеме, 2 акта или 2 цртежа, морав 5, за да се докаже. И да се оправда, па и него да го оправда. Така. Да. Интересно. Ти помагаш дома? Апсолутно, да. Тој ме подготвуваше и за приемниот испит, и дома се консултиравме, меѓутоа тамо сепак си имаше една бариера, професор-студент. Апсолутно, тамо е друга приказна, строго професионално. Така, како е да се студира на ликовна академија? Како беше да се студира, бидејќи нели сега сите сме свесни дека многу се променети и стандардите и начинот на предавања? Така. И типот на студенти, нели, е сменет? Прво морам да кажам дека во тој период имаше една плејада на врвни професори, значи имиња кои што навистина оставиле огромна трага во македонската современа уметност, морам слободно да кажам, и во антологијата на македонската современа уметност. Можем и да спомнам како типот на Родолјуп Анастасов, да речеме Симон Шемов, Душан Пречинков, Вело Ташовски и така натака, мислам. Веројатно е привилегија сега во интерес на времето Така е, веројатно е привилегија да се биде во една таква генерација, нели? А и од друга страна еден убав надпревар, нели? Бидејќи гледаш останатите нешто прават, па тука и ти, нели, треба да правиш, секој со своји проекти, секој со свој стил и имидж. Апсолутно. Да. Има ли конкуренција во уметноста? Како нема. Како нема. Имало и ке има. Мислам, тоа е некако и нормално. И нормално и треба да има конкуренција. И тоа здрава конкуренција. Да, здраво е да има конкуренција. Здраво е да има конкуренција, затоа што тоа на некој начин представува и потик, нели, за понатамошното творештво, нели, за понатамошното изразување, за понатамошната работа, како да кажам. Така да, мислам дека дефинитивно мора да има конкуренција и има. Тоа е добро. И јас сакам. И тоа е добро. Јас сум таков дух да сакам да има конкуренција. Така. Таков карактер, таква ми е енергијата. А другите уметници вака какви се? Како мислиш други? Дали на истиот начин функционира, да речеме, од она што ти го знаеш како искуство, со конкуренција, со бидејќи нели перцепцијата на јавноста за уметниците дека секој си е во свој свет, што е точно, нели? Секој си има свој правец. Точно, свој правец, свој израз, значи визуелен израз, стил. Така. Меѓутоа тоа е за творештвото, ама сега потоа кога станува и другиот дел на изложби на комерцијални моменти и така натаму, дали тука се случува конкуренцијата? Се случува, апсолутно дека се случува. Дефинитивно. И во однос на изложбите имало така и такви искуства, нели? И пријатни и непријатни искуства. Меѓутоа тоа некако
Те јакне. поттикнува и те јакне, те како да кажам, ти дава потик за понатаму едноставно. Да твориш. И не е тоа, јас тоа не го чувствам како надпревар, нели? Не е ова фудбалски надпревар, па сега да се надпреваруваме сега кој ќе победи. Апсолутно. Мислам дефинитивно предизвик. не. Тоа е повеќе предизвик. Самата уметност, творештвото ќе го покаже понатака. Така си. Ќе зборуваме, пак ќе се вратиме на почетоци и тие моменти, кога веќе го споменавме Њујорк, тоа е некако најтазе. По втор пат овај пат во Њујорк. Да, по втор пат. Првиот пат бев во 2020 година. Значи, после нели фати и короната, пандемијата, така да некако... Значи ти беше во Њујорк пред да фати. Пред да фати, значи пред да фати 2019 исто на крајот, истиот период бев некако. Мислам дека да, 26 и 27 декември до јануари 11-12 јануари. Буквално истиот период. Значи тоа беше пред короната. Исто така со мултимедијален проект, меѓутоа во истиот центар, меѓутоа во друга галерија. Галерија MC во Њујорк, значи има два изложбени простори. Едниот е, мислам дека е на 8ми кат, таа е поголема галерија, галериски простор. На приземје така покамерна, еден поубав камерен простор, да кажем. Така што исто така и тој проект најде на прилично добар одзив, можам да кажем, кај њујоршката публика. Може да направиш вака паралела, твоето прво представување и сега има разлика во однос на публиката, во однос на прифаќањето на делата, во однос на енергијата, бидејќи еве баш ти си го фатил тој момент и пред корона и после корона. Не, ја не правам разлика во однос на енергија. И тогаш имаше прекрасна енергија дефинитивно, прекрасна комуникација. Значи и со публика, и со, ајде да кажам, и куратори кои што беа присутни, дури луѓе кои што живеат таму, значи со години живеат во Њујорк. Некако не можам да направам некоја драстична разлика тогаш и денес. Можам од друг аспект да говорам дека после пандемијата нели не е ништо веќе исто. Во кој смисол? Дека па и луѓето се променети на некој начин. Меѓутоа, јас се уште чувствам таа енергија која што Њујорк ја има. Тоа е град кој што навистина 24/7 е активен. Значи, тоа е едно, како би кажал, една таква динамика да просто човек не може да остане статичен таму. Мора постојано сте во движење и тој град ве меле. Значи, ве треска од земја, таква е енергијата. Јас многу го сакам Њујорк и мене таа енергија ми одговара. Тебе ти одговара тоа брзо темпо, тој хаос? Па не би живеел, можда не би живеел таму. За живот е прилично напорно и тешко. Сега зависи нели кој како ќе се снајде. Така и кој како сака на крај. Кој како ќе заработува и така натака, сега да не навлагаме, нели? Меѓутоа, да, за живот е напорно, меѓутоа овака туристички, нели, туристички професионално би кажал како јас што бев сега со изложбата и нека има уште многу такви представувања надвор од државата. Така да во однос да се навратам на дали е нешто сменето, па екстремно е скап Њујорк. Од тогаш можеме една паралела во однос на сега многу поскап тоа мислам. Многу е поскап. Стварно. Дефинитивно е многу поскап, така што енергијата ми е таа. Некако не правам дали ја така си го доживувам. Можеби ја така лично го доживувам. Можеби е субјективно моето мислење. Можеби други луѓе друго ќе кажат, како да ви кажам. Значи други искуства, поинакви искуства. Така е, сега ти зборуваш лично за себе. Меѓутоа, не е исто. Не е исто, апсолутно не е исто. Значи од многу други аспекти. Обштествено, политички и така натака. Јас се зборувам за себе, за моето лично искуство. Јасно е и така и треба. Во принцип, бидејќи нели сите ние можеме само за нас да кажеме, а не за другите. Реминисценции, така ја наслови ова изложба, само да покажеме дел од ова се оние
промотивни материјали. Промотивни, би рекол. да, материјали кои што мораше нели да ги направиме. Самата изложба. Да. Чекај се, ова вака да е првата страница. Благодарение на моите драги пријатели, ако можам да кажам. Па кажи, фактурата ќе оди кај тебе, мислам. Кај мене ќе оди фактурата, нема проблем. Да. Кома дизајн е заслужен за Бане? Невојша, да, Бане. Дефинитивно, ние Одлично. сме и овака добри пријатели, меѓутоа они беа дел од целиот проект. Исто така имам и други некои каталози кои што тука ги донесов, исто така од кај нив. Тоа се за некои други мои печатени, Изложби, да. за други потреби. Мислам дека е интересно, може во меѓувреме јас додека си мо обетиме Може, по не нешто е проблем. Тоа се многу стари прикажам. каталози. Значи, Си не знам, колекционер? 2001 година, мислам дека тоа е од пред 24-5 години. Вау. Културно-информативен центар, ја имам обичај, јас си ги чувам, значи тоа е една лична документација, лична архива моја и некако последно време Се навраќаш? Се навраќам постојано и некако почнам да копам по архивата. Аха. И Да, многу наоѓам убаво кога во и се оваа изненадувам, варијанта, да, и да. се изненадувам и печатена форма, меѓутоа и од оние студентски денови, еве баш сега на социјалните мрежи постирав некои цртежи кои што сум ги правил како студент кај мојот татко, вечерен акт. Тоа е Кроки. интересно. И некако ги гледам и просто не ми се верува дали ова јас сум го правил тогаш. Така. Меѓутоа тогаш и сега поминале години и години. Апсолутно. Значи се градите како автор, се изградувате како автор, нели? Се надоградувате, се надоградувате и стил. постојано и треба Да. нон-стоп да се надоградувате. Постојано, значи. Да. Уметноста е жива материја, нема апсолутно. правила, нели Не. нема постојаности, така што е интересно. Да, тоа е од пред 25 години. Тогаш си користел бој, меѓутоа пак е Да, поредуцирана е. поредуцирана, е Тоа бојата. никогаш си го немало онај колорит. Да, колорит Обично си да пука од колорит никогаш. Да, не си тој фаза. Во принцип, да, ја можам, ја сакам колор. И апсолутно се снаоѓам и со колор, меѓутоа некако тоа не ми доаѓа природно. Природно ми доаѓа нешто друго. Овака можам слободно да кажам и со пријатели, со луѓе кои што можеби не ме познаваат толку приватно, нели лично, мислам дека сум графичар. А јас сум сликар, инаку. Затоа што користам и такви елементи, прилично графички елементи, со редуцирање на бојата и така натака, ориентиран кон црното, белото, тие контрасти, дуализмите, исто така. Па можам слободно да кажам дека и цел живот мене ме следат некои контрасти, некои дуализми. Ја не сум, а и не сакам. Не е тоа свесно, тоа природно ми доаѓа. Така. Не се наоѓам средна линија, како што ја викам, рамна линија за мене е опасно. Опасно е. Или сте горе, или сте долу. Значи, секогаш мене ме следат тие цел живот такви дуализми и контрасти. Така. Да, а тоа се рефлектира во моето творештво, дефинитивно. И сега кога еве ќе направам некоја, ајде да речеме, овака ретроспектива наназад, наоѓам и дури од студентските денови, јас сум човек што сака да експериментира и во животот, но и во сликарството, односно во творештвото генерално, во уметноста. Значи, наоѓам одредени, нели, нишки кои што и ден денес, нели, ме следат и моменти, ајде како би кажал, кои што и ден денеска некако ме следат во моето творештво. Така. Фактички онај твој личен печат, тоа е тој печат, одредена карактеристика, да, апсолутно. И онаа енергија која што ја носам јас со себе, се провлекува буквално се, да. Апсолутно, да. И тоа што го носите внатре, значи тоа просто се гледа и преку визуелното, односно преку вашето творештво. Тешко ли е да се биде уметник? Да. Во смисла од целото тоа мноштво на милиони да им изглава. Ама од мноштво фактори зависи и многу е тешко. Мислам тешко. Зависи кој како повторно ќе се снајде. Каде се наоѓате просторот и фактор среќа има тука, како да ви кажам, дефинитивно. Тоа мислам дека во секоја професија. Во секоја професија факторот треба среќа да го има. Меѓутоа треба многу работа. Талентот, ајде, како во трактатот на Леонардо да Винчи, што кажува дека 99% е работа, 1% е талент. Ти се согласуваш со тоа? Да, се согласувам, меѓутоа сепак треба да имате. Не може секој да биде уметник.
Дефинитивно. Колку и да научите, колку и тоа школски да го научите, сепак треба да го имате она X фактор, ја го викам, внатре. Да. Исто како што и за пеењето Исто и така, сепак тука и талентот е во прашање, мислам. Како да ви кажам. Така, беше горд твојот татко од после, од како прво те убедуваше да не одиш на ликовна? Да, отпосле да. За жал, моите најголеми успеси не доживеа, мислам, да ги види. И не, мислам, како да кажам, ние не, односно јас лично тука не одиме понатака, мислам. Така. Тоа е тоа. Некој емотивен сум, па. Да, да, па и темата е емотивна. Темата е емотивна во прилично. принцип, апсолутно, Так. посебно за човек кој што Цел живот го даде, нели? Целиот живот буквално. За уметноста, за да. факултетот и Да. така. Ама убавото знам што... да кажам, извини, малце. Знам да кажам повеќе за другите отколку за себе. Така. Што и не е така лошо, затоа што знаеме ние во какво општество живееме и со што све се соочуваме, какво ни е совремието, нели, некако како луѓе многу се оддалечивме, многу станавме алчни, многу станавме некако неемотивни, не комуникативни, пресметани и така натака. Така да некако на друг начин мене во животот ми се враќаат тие убави нешта. Она добро кој што он го оставил, нели, позади себе, некако мене на друг начин ми се праќа таа енергија. Така е, космосот, како Космосот е- космосот, да. космосот е Ја космос. превзете ти таа особина од него? Во однос на Во однос на она што викаш дека беше премногу добар. Секако. Другите му Секако. беа на прво место, себе си не баш. Види вака, значи не се персираме, морам да кажам, јас се извинувам. Апсолутно. Окей. Научив многу работи од него. Како треба и како не треба. А да, се давам прилично на луѓе, меѓутоа некако зависно од ситуација, од животни ситуации и така натака. Дали ме разбирате? Мислам, знам, ја давам, ја обично велам, фрлете позади за да не идете напред. Секогаш пружам рака. И помош и така натака. Меѓутоа, сепак не запоставувајќи се себе. Така е. Тоа и никој не треба од нас да го Не, правиме, а ако апсолутно. го правиме треба да пробаме да И треба да го некој смениме. баланс. Баланс, апсолутно. Апсолутно, да. Апсолутно. Се сложувам. Њујорк го споменавме, но прекрасно искуство, нели? Њујорк, мислам, не знам како да кажам. Јас и повторно, секој пат кога би се јаве, 2 пати сум бил во Њујорк, меѓутоа секогаш и 10 пати да одите, ќе најдете нешто што Ќе биде ново. што ќе биде различно и така натака. Мислам, таква е енергијата, самиот град ве носи. Јасно. Се чувствува тоа дека Се чувствува. стварно Европа е сосема нешто друго. Те освоил Њујорк. Да. Европа е сосема нешто друго. Меѓутоа, Америка е друго. Да се разбереме. И уметноста таму е на едно сосема друго. И уметноста, нели, европската уметност и американската, да речеме, сосема е диаметрално спротивна. Така, сакам да те прашам, се отвара ли можности од ваквите изложби во Њујорк, да речеме, на место каде што уметноста функционира и тоа како не, но сосема друго ниво, се отвара ли опции, можности за проширување на твојата кариера, за достапност на тие дела таму во Америка? Ти си имали случајно таков момент? Секако, Остварени комуникации со галерии за соработка? Постојано сме во комуникација, да, и со одредени галерии, така што, меѓутоа тие работи не одат така лесно. Да, па тоа сакам да те прашам, како е... Тамо системот е сосема... Може ли некој од страна вака да влезе во системот? Може, малце потешко, меѓутоа може, дефинитивно. Целиш ли кон тоа? Би сакал ли тоа? Апсолутно. Да. Апсолутно. Да отидете надвор и да ја представите својата уметност, навистина е привилегија. Така. Привилегија од една страна и задоволство. Така. И да ја представуваш државата. Значи, исто така е привилегија, огромна одговорност, и лична, но и колективна. Така. Многу работи има во
целите овие години на твое творештво, многу искуства. Можеме да зборуваме со саат. Можеме со саати. Буквално Дефинитивно. имам уште кратко време. Од оние други искуства, работни искуства и така натаму, што сметаш дека е вака најинтересно да го споменеме? Дали можеби улогата на конзерватор, советник, професор? Добро, советник, конзерватор, реставратор, тоа е, дајде да кажеме, титула. Така. Види вака, јас сум пред се визуелен и мултимедијален уметник. Тоа ми е онака првото, не дека не се снаоѓам, напротив. Значи, со многу откажувања, со многу работа, со многу труд, со многу учење, значи, нели достигнав да бидам и советник, конзерватор, реставратор, племенита професија секако. Значи, ја имам години помината во Национален конзерваторски центар, националната установа, во лабораторијата за конзервација и реставрација на културно наследство за икони конкретно. Меѓутоа, пред 2 години сум советник конзерватор за конзервација и реставрација за дрво и метал во Музејот на Македонската борба во Скопје. Тоа звучи интересно. Да, затоа што некако почувствував потреба, се презаситив. И човек треба да промени. Мислам дека треба во текот на животот, макар 1, 2 или ако му се укаже можност, па и повеќе работи, зошто да не? Посебно кога си темпераментен и креативен. Да, посебно енергијата, ако ви е да, таква, да. Мислам дека треба човек да се проба и во другите нешта. Така, кога го споменавме музеот, најстарото оружје кое што во моментов го поседува музеот? Тоа ќе ги прашате кустосите. Добро. А дело на кој што ти си работел? Минатата година имавме проект за превентивна заштита на дрвените предмети од 13 оделение во музеот и направивме одлична работа со тим, еден цел тим на луѓе. Тоа е прилично пипава работа. Прилично и одговорна работа и пипава, како што кажуваш ти, и минуциозна работа. Така да тоа е занает. Видете, конзервацијата и наука и занает. Јас сум креативец. Не знам дали ќе ме сватат, еве и публиката дали ќе ме свати. Кој свати, свати, кој не. Да. Јас сум креативец. Так. Во душа, така да тоа е она што цел живот сум го работел и сум посветен и понатака. Еве, како ексклузивите до година, следната година, имам преговори за една, ајде да кажам, пресек еден 30 годишен творештво, моје лично творештво. Вау. Една голема изложба ќе откриеме. Понатака, мислам сега да не ги прејудицираме работите, да, точно. Така. Одлично. Многу ти благодарам за денешното гостување. Благодарам и те. Брзо помина времето, нели? Многу брзо помина. Ја мислев, од тоа што се договараме, мислам дека затоа ти реков, опушти се, нема да имаме време. Не, јас сум опуштен цело време, меѓутоа многу малце некако, има многу што да се каже. Има. 30 години творештво едноставно. 30 години творештво во 30 минути малку е тоа тешко и невозможно. Затоа кажав преска треба со саати. Апсолутно. Ми беше чест што денеска ти имавме во магазин да се гледаме зубави работи и здравје, очекуваме детали за јубилејната изложба, би рекол, за 30 години творештво. Ти благодарам, Тино, на поканата. И поздрав до гледачите на Сител телевизија. Ето, така, фала ти уште еднаш. За крај ќе одиме со музика во магазин. Не заборавајте, се гледаме и утре со друг тип на уметност, филмска, можам слободно да ви најавам од сега. Уживајте во денот, ако има сонце, искористете го, бидејќи ќе го нема. Чао!